Кога збориме за парламент, збориме за луѓе кои што се избрани од народот да ги представуваат неговите желби, неговите потреби. Меѓутоа, кога тие луѓе постојано се вклучени во некакви коалициски пазари, постојано преминуваат од едно мнозинство во друго, од една партија во друга. Не можам да речам дека може да се прогнозира нека подолга стабилност. Све ќе зависи од тоа како новиот премиер ќе ги изведе односите внатре во коалицијата, колку ќе биде успешен во тоа да ги ублажува тие разлики внатре во коалицијата, бидејќи гледаме дека има доста големи разлики. Премиерот Ковачевски прва среда со неговиот бугарски колега и нов премиер Кирил Петков ќе преовладува прагматизмот или политичкото калкулантство? Не верувам дека они имаат на вистина честна желба и намера тоа да го решат на најдобриот можен начин, затоа што најдобриот можен начин е да не се лажеме во оваа ситуација. Македонија е повторно онеправданата и опресираната страна. Мислам дека се повеќе склони кон решавање на проблемот, а не кон заглавување на процесот. Тоа е мојот впечаток. Ќе видиме, може ќе се потврдиме или демантираме многу скоро, но јас навистина имам таков впечаток.